Инсект, а не непозната болест е главната причина зошто половина од засејаните површини под ориз во Кочанско се уништени, тврди денеска за телевизија Стар универзитетскиот професор Илија Каров. Апсолутно не се работи за болест, со 100% сигурност тврдам. Бев на лице место на тие површини што се пожалија денеска, луѓево, прегледав, земав примероци и се работи за инсект. Значи, не се работи за болест. Инсектот напаѓа на врвовите од листовите, а ларвите сега моментално го јадат примерниот дел од кореновиот систем на оризот. Така да оризот се труди да пуште адвентивни коренчиња, меѓутоа толку многу има присутност, јак интензитет од ларвите и апсолутно тешко ти може да се спаси во ова фаза. Сепак, тврди Каров, не е доцна да се спаси она што може да се спаси. Може да се стопира со употреба на инсектициди, се работи за инсект кој е сега во почвата и во водата, али во сферата на коренот и нискореновиот систем, бидејќи не се работи за едно коренче, него кој житариците, по-конкретно кај оризот, оризот има силно развиен коренов систем. Добро. И низ него има голем број на ларви. И магото, значи, положил јајца и сега ларвите ја прават штетата. Која е вашата проценка? Колку е уништено од овие посеви? Овие што ги видов денеска, по моје мислење дека околу 50 до 60% приносот ќе биде намален. До сега вакво нешто немало како штетник, тврди професорот. Смета дека недоволната контрола при увоз на оризова арпа е еден од главните причини овој инсект што е во фаза на испитување за прв пат да се населил на кочанските оризови полиња. Овој проблем, јас 50 години работам на оваа проблематика, ова го немам сретнато до сега. Да, болести сум работел, голем број на болести изолирано, потврдено, али овој ваков случај, јас прв пат денеска сум се сретнал со овој проблем. Поголема контрола, владата треба да се преземе на ресорното министерство при увозот на оризова арпа, која после се продава како семејски материјал, па и да се декларира како семе, треба да се изврши дополнителни анализи, да се види каков семејски материјал увезуваме и од каде го увезуваме. Значи, во секој случај мора плодоред. Значи, не може 20, 30, 50 години да се сее на исто место, а од друга страна... До сега во Кочанско под ориз се околу 3600 хектари, од кои безмалку исто толку семејства екзистираат од оваа земјоделска култура.